Евангелие според Лука, глава 2. А во тоа време излезе заповед од царот Август за попис на сите жители по целата земја. Тоа беше прв попис кога Квиринеј управуваше во Сирија. И сите одеа да се запишат секој во својот град. Така и Јосиф отиде од Галилеја, од градот Назарет во Јудеја, во Давидовиот град кој е наречен Витлеем, зашто тој беше од Давидовиот дом и потомство, да се запише со Марија, која му беше жена свршеница и која беше бремена. А кога беа таму, и се исполни времето да роди. И таа го роди својот првороден син, го пови и го положи во јасли, зашто за нив немаше место во преноќиштето. А во тие краишти имаше пастири кои ноќеваа во полето, чувајќи го своето стадо преку ноќта. И ете, застана меѓу нив Господов ангел и Господовата слава ги осветли, па се уплашија многу. А ангелот им рече: не плашете се, зашто ви соопштувам добра вест, голема радост, која ќе биде за сите народи. Зашто денес ви се роди во Давидовиот град Спасител, кој е Христос Господ, и еве кој ќе ви биде знакот, ќе најдете дете повиено како лежи во јасли. И одеднаш со ангелот се најде многобројна небесна војска, која го фалеше Бог и зборуваше: слава на Бог во височините, на земјата мир и меѓу луѓето добра волја. А штом ангелите се отидоа од нив на небото, пастирите се зборуваа еден на друг: да отидеме до Витлеем и да видиме што е тоа што се случило таму, за кое не извести Господ. И дојдоа брзо и ги најдоа Марија, Јосиф и детето како лежи во јаслите. А штом видоа, раскажаа се што им беше речено за ова дете. И сите што слушаа се восхитуваа на тоа што им го зборуваа пастирите. А Марија ги чуваше сите овие зборови и размислуваше за нив во своето срце. И пастирите се вратија, славејќи и фалејќи го Бог, за се што слушнаа и видоа онака како што им беше речено. А кога навршија 8 дена, за да биде обрежано детето, му го дадоа името Исус, како што го нарече ангелот, уште пред да биде зачнато во утробата. И кога се навршија деновите на незиното очистување според Мојсеевиот закон, го донесоа во Ерусалим, за да го представат пред Господ, како што е напишано во Господовиот закон: секое дете од машки пол, кое ја отвора утробата, нека се нарече свето на Господ, и да принесат жртва, како што е речено во Господовиот закон, 2 грнлици или 2 гулапчиња. И ете во Ерусалим имаше еден човек по име Симон. Тој човек беше праведен и богобојажлив, кој ја чекаше утехата на Израел. И Светиот Дух беше над него. Светиот Дух нему му предскажа дека нема да види смрт додека не го види Господовиот помазаник. И тој, поттикнат од Светиот Дух, дојде во храмот. И кога родителите го внесоа детето Исус, за да го извршат врз него она што го налага законот, го зеде во својата преградка, го благослови Бог и рече: сега, Господару, отпушти го својот слуга со мир, според Твојот збор, зашто моите очи го видоа Твоето спасение, кое го приготви пред лицето на сите народи, светлина за откровение на народите и слава на Твојот народ Израел. А Јосиф и мајка му се чудеа кога го слушаа тоа што се зборуваше за него. И Симон ги благослови и рече на неговата мајка Марија: ете, ово е поставен за паѓање и подигање на мнозина во Израел, и ќе биде знак против кого ќе се зборува, а на самата тебе мечот ќе ти ја прободе душата, за да се разоткријат мислите на многу срца. Таму имаше една пророчица по име Ана, Фануилова ќерка, од Асировото племе, која беше многу остарена. Од своето моминство проживеала со мажот само 7 години, а сама, како вдовица, до 84 годишна возраст.
Таа не го напушташе храмот, туку му служеше на Бог со пост и молитва, ноќ и дење. Дојде во истиот час и го славеше Бог и им зборуваше за него на сите во Ерусалим, кои го очекуваа својот откуп. И кога извршија се според Господовиот закон, се вратија во Галилеја во својот град Назарет. А детето растеше и јакнеше во духот, исполнувајќи се со мудрост, и Божјата наклонетост беше врз него. Секоја година неговите родители одеа во Ерусалим на празникот Пасха. А кога Исус имаше 12 години, тие отидоа како и обично на празникот. Кога изминаа празничните денови и требаше да се вратат дома, детето Исус остана во Ерусалим, а Јосиф и мајка му не го забележаа тоа, а си мислеа дека е меѓу сопатниците. Изминаа еден ден пат и го бараа меѓу роднините и познатите. А кога не го најдоа, се вратија во Ерусалим да го бараат. И по 3 дена го најдоа во храмот каде што седеше меѓу учителите на законот, ги слушаше и им поставуваше прашања. А сите кои го слушаа се чудеа на неговиот ум и на неговите одговори. И кога го видоа, се изненадија, па му рече мајка му на Исус: Синко, што ни направи така? Ете, таткот и јас се измачивме барајќите. А тој им рече: Зошто сте ме барале? Не знаете ли дека јас треба да бидам во тоа што му припаѓа на мојот татко? Но тие не го разбраа зборот што им го рече. Потоа слезе со нив и дојде во Назарет и им беше послушен, а мајка му ги чуваше сите овие зборови во своето срце. А Исус напредуваше во мудроста, во растењето и во наклонетоста и пред Бог и пред луѓето.